Здраво другари, здраво криптореволуција. Едно видео од 15 или од 30 минути ќе пробам да составам. Експериментот го завршив, ќе гледам да правам некогаш и пократки видеа. Значи, у принцип, видеата се гледат околу 500 луѓе, у повеќе драматични случаеви околу 800 луѓе, али у принцип се од 300 до 500. Значи, заблежал сум сликичките, брат, че ги интересира и моментот кога се слободни, после забрават, разбираш. И луѓето 99% ми прашуват што не ги учам да трейдат. Брат, вие ако немате дисциплина да изгледате едно видео од крипто сектор и да ја пролистате, например, 7500 активни, 2200, значи од тие 10.000, 12.000 што се присутни на вебсајтот, варира, значи за 7 дена период 2200. Ретко, например, кога ќе биткоин литне на, да речеме, на 125.000, 10-12.000 се заинтересирани за крипто одма. Кога биткоин е паднал на 87.000 и другите крипто се паднали, уопшто овие браките не се заинтересирани, разбираш. И не разбират дека јас овие прегледи и правам као сега како експериментални глувчиња, за жал, друг збор немам, тестирам секој видео, например 45 минути, сад и 26, 12, гледа, ово е 12 минути, брат. Значи, брат, тие 500 луѓе се немале 12 минути да го гледат видеото, така ли? И они ќе трейдале, брат. Другари, не ме зебае, брат. Ви сте далеко од реалноста, не па да трейдате, брат. Така да, овоа, тие сати што ги правиме, експеримент си правам, тоест, правам ви длабока аналитика и анализа на што карактери се присутни овоа и да ви кажеме на бројка од 70 луѓе, падна една бројка од 70 луѓе, кој што бројка од 70 луѓе од Македонија, зборам за Македонија, у Америка се окей бројката, значи 1500. Значи правевши вебсајт со превод, а најголемата посетеност на вебсајт што копат информации се македонци кои што су Америка, да речеме, а и вебсајтот не верувам американци. Нека си и 50 луѓе американци, да речеме, да се дојделе да го прегледат вебсајтот, да не верувам. Значи 1500 македонци, значи кои што, нели, у Америка е многу подобра платата, страшно подобра од Македонија. Не викам екстремно подобро, затоа што тука колку ќе се плаќат давачки и сите тие работи, даноци и чуда, останува добра плата, али Македонија, па кога ќе направам аналитика, мама и тато и купиле кола, мама и тато купиле стан, мама и тато и помагат со сите сметки, мама и тато и готват, така да. Принцовите од Македонија, a.k.a. Персија, бога ми тоа златните години на Персија, значи околу 60 до 80 фактички, така нешто. Околу 60 до 80 луѓе се сериозни, може да кажам, што стандардна дневна база копат и тие вали да се со најголемите портфолија. Кога ги запознава Македонија, значи сигурно ќе прикажат најголеми портфолија. Значи едно измеѓу 60 и 80 луѓе на овај бул маркет мислам да ќе направат некој страшен профит, пошто овие сум ги забележал на дневна база копат многу информации. Другите се мистериозните македонци од Ирска и од Шведска. Од Шведска знам дека ги има многу. Од Ирска ви кажувам уште сум шокиран. Знам, нели, да не упаѓам од теорија на заговор, знам дека многу има македонци иселени многу одамна, брат. Многу одамна, брат. Али Шведска знам дека има сериозна група и млади и стари, нели, иселеници и земат добра сума на пара, само ќе даваме еден совет да гледат да не се многу упаѓат, да си ја држат, нели, документи или што е да имат, работни дозволи, да си држат, нели, план Б, али полека да одат у Македонија да разгледат, да си почнат там некој бизнисче, дека Шведска, другари, оде не може да се спасе. Не се швеѓани на како Македонија и цел свет не се швеѓани, брат, тие што се главни на служби, на тие работи. Шведска, другари, сега е хорор,
сега е хорор, со посигурно 10-20 илјади силувања на години, тоа се крие и мислам, не дај Боже да сте таа статистика, грабежи страшно, банди, нема спаса за Шведска, али овие македонци 226 фамилии, Господ здраве да и дае, значи, чим пратат, значи овие со сигурност, брат, ќе имат бенефит. Тие се стандард од Шведска, ги забележи. Некој период мистериозно исчезнуват и ама константни се, ама имаше еден период кога беа исчезнале или на мене статистиката нешто не ме ја покажувала како што треба, беа паднале на едно. Не, значи тоа беше за Нова година. За Нова година 2030 беа останале, тоа оправдано за тоа што нели фактички си одат сега работат у Шведска и си одат у Македонија де факто и сега да се видат со фамилиите и тај месец, брат, да дремат да читат за крипто, окей. Мобето е, значи, од Америка, Ирска и Шведска има највеќе брат. Германија едно време беа, ама нешто исчезнаа. Значи, овие три, дефинитивно македонци од таму, растурат, брат. Растурат, овие го пепел прават. Вебсајтот го проверуваат целио. Кога објавам има околу 100-200 и активни. Значи, у моментот што копат информации се задржуваат по баги време. Се моментално се 7, ама ја уште не сум ништо одобрил. И зашо ништо чекам малку само една секунда. Или ај после. После ќе одобрам. Не е фер, брат, да чекат. Нема никакви видеа објава, нема. Така да, денеска што сме среда, мислам дека е. Да, среда, но чудна работа. Таа аналитиката, другари, значи, до сите дигитално неписмени што ми пишуваат, брат, за твојот канал кој ќе го следе, такви алгоритми нема да ги употребуваат. Луѓе да описменете се, овај ми е вториот канал, значи првиот канал, ја имам два канала. Значи едениот ми беше за мистерии, тоест ова е креиран прв пред многу години, там 2000, не се сеќавам која година, 2017 бали. Многу одамна е креиран, али ово тука ќе ви покажа пред 4 години е почна за крипто. Иначе многу одамна креиран. Преходниот другиот што ми беше е тај што ми беше, мислам дека беше пред 12 години креиран. За крипто тај ми го комплетно збриша и вебсајтот. Ово каже го, тај вебсајтот не успеав да го почнам и на Facebook групата. Ми ја скроз бриша, таму имаше страшни прегледи. Значи гледај како сум почнал со 8000, 2500, 1500, 1000, 2300, 14000, 3000, значи 3400, значи 1100 и почнува тука како нагоре одам и почнува да опаѓа, затоа што алгоритмот прво дури на тие subscribe што се ставиле, на нив не излага видеото на голем дел. Разбирате ли? И луѓето гледат дека не објавувам, повеќето уште се дигитално неписмени, мислат дека мојот канал, мислат дека subscribe е претплата, разбираш, и се тргат такви постери луѓе. И кај мене групата у принцип дека отидов. Групата у принцип луѓе и дека беше таа статистиката. Изгуби ми се статистиката. Значи 5200. Дека беше таа статистиката, брат. Значи, гледате, од мобилен се песи, колку е 3% за преку 8, но од блек црно е малку заемано. Компјутер 26, значи тоа со компјутер е голем проблем. Да знаете, гледате, например, тука дека беше, гледате, женската популација никаде нема, брат, што е страшно. А женските на почеток у групата беа најактивни. Посебно жените беа, брат, мене ми се јавува од цел свет македонки, беа највеќе упорни, разбираш, и имаше такви, нели, мажи што има сериозен проблем со жените дека не и дозволува да инвестираат, дека тоа е високо ризично и има страшни проблеми, тие се откажува. Имаше, значи, многу сигурен сум дека едно 5000, измеѓу 5000 и 10.000 луѓе, не се сеќавам, пред самиот почеток беа многу заинтересирани и кажува, брат, што ќе се караме дома со жените. Значи ви го и потврдата е таа, гледате, женските уопште не се 0,9.
Додека најголем број на повици што ги добив кога станав милионер беа од женската популација, беа многу заинтересирани. Не е било да ми се јавуваат да ме нешто запарили, значи стриктно професионално брат, жените се представуваат дека се имат дечко, дека се мажени и се заинтересирани скроз за крипто, фамилиарно да упаднат, тоа значи дека од двата партнера да направат буџет и не знам што биде брат. Не знам што биде. Валјда немат страпливост тие жени да и останаат само мажите и гледате тука од 25 до 34. Значи од 18 до 24 тие ги неа, брат. Тоа е јако викам дигитално неписмени, сите се лудат, дигитално неписмени од 18 до 24 никаде ги неа, брат. Тие се заинтересирани за тралала, брат, глупости таму, TikTok, таа младина, едино ќе ги спасе токенизацијата, нели ќе ги позатворат дома, гейминг и токенизација. Иначе тие брат немат никаква. Оваа генерација среќа ќе ги спасе роботизацијата, токенизацијата и од гейминг токени, нели што ќе од геймингот ќе се прави големи пари. Иначе ово е изгубената генерација на Македонија, која што ако немаше токенизација, ако немаше роботизација, овие не знаат јајца се спрашат, брат. Ово е таа лези леба да те едем, комплетно кривица родителите. Родителите никаква дисциплина, никакво, каже го, образование, домашно воспитување, ништо. Значи ово е, ја ги истражувам веќе 12 години и се целутат. Луѓе доказ, дигитално неписмени луѓе живеат од 18 до 24. Од 25 до 34, таа гледат 50%, значи тука е тај период од 25 до 34, тие го имат најголемиот капацитет да истражуват и волја да успеат од 25 до 34, брат. Исто од 35 до 44 има, ово се најинтелигентната група на луѓе. Може да ви кажам, најинтелигентната група на луѓе кои што спремни се брати со висок ризик да направат овакво. Пошто таа е за нив 35-44 леле, брат, ако не успеам крај, разбираш. Овие имат сериозен, значи овие двете групи од 25 до 40 имат страшен капацитет, брат, да направат, да станат мултимилионери и помокни од мене. Мислам помокни у финансискиот дел. Од 45 до 54, 17%, брат, ово е интелектуалците на, кој да ви кажам, на Југославија. Ово е група која што, брат, имат у колку држави имат живеено. У Југославија, у Македонија, у формера Југославија, формера Југославија, Република в Македонија, у Македонија и сега у Северна Македонија. Значи овие браките у 4 држави. Ако мислите дека е една, грешите. Овие брат имат видено и турско и каурско, брат. Имат видено чуда, овие се најнапатените, најнамачените уствари луѓе. Значи овие луѓе ако успеат да дојдат до пари, овие може да направат страшни резултати. Значи од 25 до 54 таа група у криптоакадемијата ако упадне може да направи резултати. Овие од 18 до 24, овие и у академијата да упаднат, тука нема некаква дисциплина. Тоа е, брат, како да седнеш со забавачиња колку сакат дека се лутат. Ово е многу, гледате, нема 0%, значи тие тука у криптореволуција ги има на вебсајтот. Ја на вебсајтот, у криптореволуција ги има на Facebook, читат нешто, лајкче, чак па тоа, али гледате тука ги нема никаде, брат. Никаде ги нема. Едино ако еден мал процент, да речеме, не са се истави, ама не може, ти фактички треба да кажеш на YouTube, мислам, ја одамна немам профил правен, ама треба да кажеш дека се 18. Ако не се лажам, нека пише коментар, моите профили се направени пред 2000 години. Значи, од 55 до 64, тие се толку напатени, брат, брат, шо е да му кажуваш, таа генерација, тоа е, дури златото му покажеш, тие у златото нема. Тоа генерацијата е више толку напатена што нема спас. Мобето е, другари, интересно е дека ово не падна. Сега сме среда, така ли? Сега сме среда, Трамп го биколе веќе Иран, ако удара, значи додека затворена берзата петок сабота недела вечерта, ќе биде пепел да може да падне ово до 78, зависно кој удар ќе биде, ама кој да биде там блицкрик не може да удариш. Иран не се Венецуела, мислам и ние така викавме Венецуела дека е многу јака и 300 чуда, ама брато му употребија Star Trek, Star Wars на пиџами го собра и американците покажаа дека се спремни
кога имат удворо сериозен интерес да изчистат, дека можат и да ризикуват нели најсовремената технологија што имат за целите да ги остварат. Собраа го брато толку мирно, тивко поминаа петок, сабота, недела, понеделник берзата и просто ни да не реагира, али Иран е друга приказна. Интересно е за Кина, очекував дека ќе има некоја драма, стварно. Да бев трейдер, значи гледаш добро што не сум, значи ако бев трейдер, комарџија, ќе ставев дека во ќе падне на 78, ќе го продае фактички на оваа цена, на 89 и ќе чекав да падне на 78, 77 да го купам. Али интересната работа е, ние сме имале погрешно известување. Значи, тоа се е случило у Кина многу порано, јас што го ископав дека е можен воен удар, да се му пробали и тоа од најдобриот му другар, значи ти Си Џинпинг фактички, тоа у историјата кога гледате брат сегде се десило така. Александар Македонски не знаеме ние дали генералите го имат онадено, ама знаеме дека генералите ја уништија после него Македонија, затоа што 70-80 години војна помеѓу нив толку ја ослабна Македонија, толку слаби поколенија од цареви се изродија, што Римската империја не направи пепел, брат, усрамна војна, ни го направија тај геноцид, уништија ни ги сите градови, уништија ни целата историја и камен на камен не оставија. Библиотеката ја собраа, ја кријат веќе колку таму години. И фактички Македонија ние сме гледате на кој левел. Брат, ние сме на тај левел да поголемиот дел од народот ни е комплетно дигитално неписмен. И рестарто е страшно бавен и страшно мачен. Така да, другари, јас тука, гледате, они нема стрпливост да направат посебна, каже го, проста аналитика, дека ако јас сум стигнал да направам 1 милион на времето, секој може да го направи. Ама јас што викам, ја не гледам вести, Сител, Канал 5, ја пробам да ги стомачам овие работи. Дали сум у грешка, дали сум прав, мозокот размислува нели на друг начин, брат. Проба да дојде до некое решение. Тука ако не сум го најдел решението у Кина, у берзата ќе најдеш се у некој токен, ќе најдеш некој момент, ќе погодиш моментот кога да купиш, кога да продаваш, кога да флипнеш, разбираш што да уклучиш на стейкинг, која компанија ќе се, која крипто нели алткоин компанија ќе се развива. Значи овие работи кога се мачеш да ги дешифрираш, да речеме, фактички мозокот се развива, за разлика од вие да седнете, да оговарате, да плюкате, да тражите ностоп пари од дома, тие пари немат. Истиот момент да го правите, вие вашиот мозок закржлева, ништо не прави. Нема никаков тие мозочните таму кели се одат у неповрат. И се на некој колку да му е смешно, да, ја ќе се овај сега се дал тука нешто брмле, прави се паметено. Ја така и пред 12 години седев и се чудев, брат, чекай да тоа да видам, ово видео да го видам, оно видео да го видам. Оп, најдов ја технологијата. А вие седете, гледате, најпаметни сте факултети, брат, експерти за се сте, дали алгоритмот ме следе, дали не ме следе, па 200 прегледност било, па 500 било, па ово. Ја бех пред 12 години еденио, што гледав со еден преглед и станав милионер. Така да тие другите 70, 500 ли се, колку што гледат, уште 10 да станат, брат, јас сум презадоволен. Мисијата се ме завршил. Не може сите да ги направам ја милионери. Еден само да излезе, после мене излезе, уште неколку се на пат, значи мисијата мојата е завршена. Значи они тоа што го гледале, јас што го зборам, нивниот мозок на нивен начин го дешифрирал и они ќе станат милионери. Мојата мисија, дали гледале 200 луѓе, дали гледале 70 луѓе, дали гледале 1000 луѓе, тоа губи Македонија, затоа што ако гледат 1000 од 10.000 алгоритмот се повише ќе опраќа на други македонци да видат, ако стават лајкови, ако стават коментари се повише и ако на канал направи профит, ќе имат македонците бенефит. Нема да имам само ја. Разбирате ли? Ама мобето е, еве, канала огледале 200 луѓе, канала огледале 100, па сум зборил теории на забава, е супер. Наредните 5 луѓе ќе си станат милионери. Гледале ово, не гледале, 5 милионери ќе станат. Од овај канал ќе станат. Од консултација со мене у порака. Брат, не, кажи ни ово, не е финансиски совет, не тражиме дали ово да направам. Брат, ова кали, супер ли е портфолио? Супер. 5-6 луѓе ќе станат милионери, брат. И кај овие другите што гледате 100.000, 30.000, 50.000, милион, станавте ли милионери?
еве на тие канали што дремете од милион тоа. Станавте ли милионер? Не, дребете си, губите си го времето, брат. Тај си прави милионите, коли, куки, пари, вие што правите? А вие, ние сме ќе гледам ја канал од 200 прегледи, ќе седам на канал од милион, од 100.000. На канал од милиони, од 100.000, имате ли вие бенефит? Не, само забава. Тука од 500 луѓе гледале, 10.000 на вебсајто, колку ќе станат милионери? Неколку души оваа година. Така да, другари, така да, другарчиња, што да ви кажам? Тоа е, фудбалот на комшиката изеде некој. Аналитиката е таа. Gunfire at a Beijing hotel, a leaked assassination plot, and the arrest of China's most powerful general. It sounds... Bro, what the fuck? Замислете си ово ако излезеше, замислете си у Кина колко е братче, ништо не може да се ископа и да се дознае. После колку дена дознаме и затоа берзите не реагираа, тоа е било уназад. Значи ја откако го ископав, новинарите како го ископаа, нешто се дешава у Кина, нешто се... Ја ми се вирус, брат, најискрено тие каналите, што нешто се дешава у Кина, нешто се дешава. Значи ја ми се вирус некој пуштат. Оно уште поземно, брат. Гледате, воен, замислете си, овие се му спремале, една од нели тоа е дека е можно да се му спремале у хотелот дека нон-стоп оде Си Џинпинг да го уапсат, брат. Бро, а типо е про тука. Така да, ја не знам кинезите како ќе реагират, ама трудам се. Ама замислете се ако сите медиуми известија и да се расшириш и кинескиот народ да тражише нели повеќе информации, значи можеше да има шекаут на берзи. Али ово помина, братче, what the fuck. Ово помина толку тивко, шо, брат... Xi Jinping is the commander-in-chief, but Xi is not a military guy, he's a politician. Jiang was the one who was actually running the military day to day. He was... Замислете си, брат. Така да, другари, доста интересно ќе биде, брат, ова. Доста интересно. И сега, другари, најстрашното шо е? General in China and technically the number 2 guy when it comes to the Chinese military. Now, on top of this, what makes this whole thing shocking is that Jiang wasn't some rival. He was Xi Jinping's guy. Their fathers fought together during the Chinese Civil War. And... Брат, значи, гледате, секогаш предавството иде од најблискиот ред, брат. Значи, најдобриот му другар, татковците другари и глеј што му прави, брат. Стануваат си јаш, де факто, и проба да направи... Гледате лакомост, значи ти си главен на армијата, брат, што сакаш повеќе. Ама лакомост да си го апсиш Си Џинпинг, тај што Кина направи Star Trek и Star Wars, да го апсиш за ти да станеш ова. И фактички распад ќе направи на Кина, сигурно ќе ја поделија. Брат, не знам, какви... Јас сум ова смртна казна да се надевам дека ќе го очекува овај. И ама не е прво, гледате. Has purged nearly at the top. Even the situation even more precarious is that Jiang isn't the first. He's not even the second. Xi Jinping has been systematically eliminating everyone at the top of China's military. Гледа ли, другари? Секогаш, братче, и плата имат, и куки, коли, кариера, ама све што сакат, све може да имат, брат. Ама пуста, братче, значи пуста онаа желба за власт, брат. А што ќе направи повеќе? Кога овај гледате што е направил Star Trek, Star Wars, што би ти направил повеќе од овие сите што се ова? Страшна работа, човек. Значи човек колку е лаком, значи не може да разбере дека не може сам еден да владее, брат. Тоа треба да е голема така, голема. Мислам да е една сериозна, зависно нели кога државата, значи една сериозна група на луѓе кои што нема еден да е фул онова, кажи го, Си Џинпинг не е фул онова, кажи го, за пред јавност што гледаме најмокниот. Значи има си тие се групи, значи ова е еден, има уште сигурно 1000 луѓе за него. И овие се иде другите, разбираш. И мокта е он е начело само, што го гледаме за пред јавност.
Другите 1000 не, значи него кога тргнат, другите 1000 исто го, тие па тивко ќе ги разбирате. Значи мобето е, значи не може брат никој да направи Кина повеќе од овај. Не може. Оние другите само може да дојдат и да растурат. И погледнете братче што пробаа да направат брат. И замислете си, еве го, имам го тука видеото, бизнис. Значи пази кој го објавил, ова не е теорија на заговор јадело, Business Basics. 2 милиона сабскрајбери има, видеото има јануари вчера, 27, скоро пола милион прегледи. И тука ги имате, ако сакате да ги читате, сега да не ги читам, да не ми блокират. Тука имате на таа што се пишале, нели шо е, како е, значи тоа е било на јануари 19, брат, мислам дека беше. Call him the informant. This informant informed her that Zhang Yuzhao has been И таа не е известила кој што треба. Ја брат видеото го направив за Кина. Еве тука, значи пред 2 дена, значи 27, 26, 25. Колку ќе му дојде, така ли? 25 да речеме. 25 ама нели оти после 12, 25 иначе. И фактички, брат, тоа се е случило на 19. И затоа, брат, маркетите не ги погодив дека ќе можно е да има шейкаут. Оти гледате, тоа се е случило на јануари 19, братче. А ние го дознавме, ја например го ископав дури на 25. На 23, 24 нешто се шушкаше, ја мислев дека за ковид нешто ќе почне неко ново. Он изби место у Кина, изби у Индија, брат, изби вирус. Ја мислев дека у Кина ќе изби, он изби у Индија, а гледате ово е на 19 и затоа ако се дознаеше на 19 се, Wall Street со сигурност ќе го искористија да ја реагират и ќе имавме пат. Чекај до душа јануари 19. Да видиме дали се знаеле нешто од Wall Street. Јануари 19. Текој да фијаве. Јануари 19. Ова 20. Брат, ништо нема. Ајде да речеме. Ово 18. 18. Ништо нема, брат. Пази колку тивко е она дело. И сега да речеме веќе Wall Street... мора, чекај, брат. Чекај. Не, поклопува се. What the fuck? Wall Street се знајале. 19. После 19. Гледај кој се поклопува, братче. 18. 19. Значи тие се знаеле, братче, службите и Wall Street. И гледат од 93.000. Бум. 87. Значи, брат, на 19 јадо сум бил трейдер и да се истечели тие информации точно. Продаваше, братче, продаваш на 93.000 и си го купуваш тука на 87. Значи, гледај, еве, ако баба лаже, трак не лаже. Значи, гледајте. Како се поклопува, братче, 19 да речеме, просто не е леонадено. 87. Значи, секојаш копеленците од Wall Street си знаат да ја симнат цената, брат. Значи, таа е дефинитивно негативна информација. Или да речеме се мислели дека многу по нешто ќе се случи да стварно нај го преземе нели генерало и фактички овие на 93 Wall Street ако се продаде, значи тоа замисли ти да паднеш на 78, 74 да си окупи и тамо, брат. За кој, значи, кој збориме милиарди. Брат, овие работи, теорија било, не било, брат, ово е еднашка, братче, $100,000 напри флип по теорија на заговор. $100,000, брат. Така да, братче, читал, не читал, да погодам уште ден, вие си, не се вирувајте, не гледајте у тие теориите, ја да погодам уште еднашка да погодам, ја да успеам да ископам таква датичка, да продавам, не да продавам, ја уствар не продавам, ја флипном, значи биткојно го флипнав у Cardano. Слава. Нека. Да си копам ја, брат, што си знам, да нека се смее. 100-200 прегледи. Гледај ги, брат, од Европската унија веле предавството. Гледај, брат. Европската унија и НАТО нема да постојат до 2035. Да си знаете, помнете што сум кажал.
Одат против Америка сега, за Гренланд се скара и се вртат на Кина. Ало, братче. Ама гледай ко се поклопува. На 19-ти воен удар, неуспешен, и сега одеднашка Европа оде со Кина. Кој пробаше тај воен удар да го надува, да го направи? А овие шо одат сега, брат, ај, американците сака воен удар да ја направат, ај, ние со нас соработувајте. Нема и спас, брат. Абе, не со Индија подпишале договор, со кој сака нека соработува. Европското и НАТО 2035 ќе бидат банана креација, брат. Иначе ово е јако. Зашо ја, например, ви кажав дека Америка система е зебан ако... I want to read you the list of deportations by president. Clinton, 12.5 million, 0 protests. Bush, 10 million, 0 protests. Obama, 5.2 million, 0 protests. Joe Biden, Mr. Open Borders, yes, he let in hundreds of thousands, if not millions, but he deported 7 million. 20 million by some count. Oh my God, but he deported 7, whatever, it doesn't count because he undid that. And then Trump, 1.2 million. And where were the cameras? Well, this has to do with media, obviously. The media is Сега Трамп е многу повеќе, ама што е мобето? deportations from other presidents, so They praised them. Мобето е, тој рече како мене, у Джерси, Нью Йорк, кога гледа статистика какви депортации, од тие, ти вкуси имат одредена бројка на месец колку треба да соберат. Дојдени легално, дојдени нелегално. Дури легално дојдели без ништо, брат, малку собркајни прекрши си чуда, некоја тепачка, нешто АУ и собирате, разбираш? Дури рандом, без ништо направено, overstayed виза, уште од секојаш било. Јас сум дојден тука пред 12 години. А ако не су Sanctuary City, разбираш ли, overstayed виза, пречекоруваше визата од секаде имат право да тоа надават. Што значи, ти су Нью Йорк, браќа, треба да ги знаете, например, такви кои ми филозофират, брат. Ово е Нью Йорк, другари. Нью Йорк е близко до шо? До обалата. Значи тие, браче, Homeland Security имат право од тука натаму, не се кјавам колку мили можат да прават перепендере. Рандом. Значи бегам од тука, бегам дека, у Джерси, да речеме. Джерси исто, рандом, имат колку мили да можат да соберат. Дека одам, бегам Флорида. Флорида шо се испадна, уште најзебаното. Тука исто, имат право целото ово. Од двете страни е тука океан. Од двете страни може да те уапсат рандом, без ништо да не си направил. Overstayed виза, уствари, не е ништо не си направил. Ти си причекорил визата. Ја бев со 6 месеци виза. Значи, сите стейтови сум погоден да му апсат без и да ме депортират назад без да ми се правдат. И дека бегам, откривам, браќа, раја на земјата. Sanctuary City. Тука, брачи, шо ако си до обалата, тука си Sanctuary City. Тука не апсат на тај начин. Тука сум у 9 години, у шумите горе истражувам за аналитика. Брат, чека да направам едно трейлерче за сите работи, што е како аналитика, брат, со аналитика сум дојдел. Моите пријатели има некој од Джерси соберени, од Нью Йорк, од Мајами, балканци соберено. Тука никој, братче. Брат, дојдете тука никој не беше соберен од вашето сијата. Аналитика, од теорија на заговор сектор, братче, и читање, брат. Значи, ја не се фалам, јас сум успеал, замислете си, од теорија на заговор, гледајте што да ископам. Погледнете, еве видеото од кога депортират. Че ков Трамп, брат, го плукат, ков Трамп. Тоа си, секој председател си продужува. Аналитиката е таа. Че теоријата на заговор се исплаќа. Ово сакам да го гледате. Humans used to sleep in a totally different way than we do now. But why did it change? For thousands of years, people all over the world slept in two shifts. Back then, folks went to sleep when the sun went down around 9 p.m. They then slept for about 3 hours and woke up naturally around midnight. They then did all kinds of activities, feeding animals, reading, praying, sewing, or simply staying in bed and chatting. After about an hour or so, they'd go back to sleep until dawn. And this two-part sleep had been completely normal since antiquity, but things started to shift with the arrival of the Industrial Revolution. That's when artificial light like lamps became common, and it changed everything. Nights were no longer dark, so people started staying up later. However, they still had to wake up early for work. At the same time, society became obsessed with productivity. Uninterrupted sleep and early rising was seen as the right way to live, but waking up in the middle of the night was seen as lazy and self-indulgent. By the end of the 20th century, the idea of two sleeps had pretty much vanished. Humans used to... Значи, што е логиката? Значи, другари, ако ти легнеш да треба там, што лажа, там требало спиете 12 сата, 10 сата, 7 сата, тоа е погрешно, брат. Ти, за да си успешен, упорно ќе ви врнам, да си успешен у трейдинг, у флип, у инвестирање, у како да дојде до информации. Вие, брат, не може да спиете
као трупец 8 сата. Може да успиете 8 сата, ама ако сте седели до събаря до 6 да изкопувате информации. Јас седам, сите што ме знаат, многу луѓе и брата, бе, ти уште не спие. Јас сум спал у периоди дури само 3-4 сата. И еве другари, мене ме прави ненормални, еве гледај. Полека се излава тие информации. Луѓе секој се буде од вас, така ли? 2-3 сата ноќта. Па будете за тоа што вие у ДНК-та го носите тоа што пред сте го правили илјадници години, бе, брат. А не ти уф, не може да спијам. И што прави? Па мачи се 2-3 сата, леже врат се. Не бе, брат, кога не можеш да спиеш, стануваш, читаш за крипто, теории, читаш информации како да таа моментот вие кога ќе станете е нај кога ќе се разбудите, ама вие одите на работа, брат, значи и ќе сте изморени, нема да можете да и работите таму канцеларијата и нема да можете да работите за нивните компании. Ама па вие па у Македонија не сте од секој имале работа. Нели таму викате нема работа. Значи вие можете тоа да го направите. Стануваш 2-3 сата, брат, не се мачи да спиеш. Седни пред компјутерот, изгледај ги моите видеа, не мори моите за крипто, изгледај шопо, значи од 2 до 3 сата, значи тај 2 или до 4, тие 2 сата колку не ви се спие, мозокот може да абсорбира 10.000 пати повеќе информации кога вие да седнете преку дента и да се пробате нешто да најдете. Затоа вие у дента не може да ги абсорбирате информации. Полутеци вика, загадени сте. Пати комши, па леле на кафе, шемале, а ноќта 2-3 сата до 4 дека ќе одите, брат, нигде. Значи мозокот знае дека вие нема да отидете нигде, седнувате, брат, и ги скопувате информации. Најките информации ја ги недов после 12, фактички после од 12 до 2, од јас сум ноќна птица, од 2 до сабајле до 6 ги скопано најките информации. Теоретичар ќе почнете да живеете во мојот свет, брат. Само што лошото е што тие што се подсмиваат, што после 10 години, брат, ќе почнете да ги отклучувате работите и фактички ќе речете, брат, веќе е касно, ама ќе дојдете во академијата ќе ве научам многу повеќе работи, другари. Да не ја тупам па 2 сата видео, значи мобето е ќе видиме што ќе се случи, другари, со Трамп и со ово. Ќе видиме што ќе се случи со зашо го отвори? Ќе видиме што ќе се случи со Иран. Голем залак е и ако се случи нешто, ако се случи нешто е под комплетен договор со Русија и со Кина. Со ништо друго. Нема шанси Америка сама да одлучи да го направи тоа. Чао.